Иако морето е на 70 на километри одовде, во Гевгелија силно се чувствува мирисот на Медитеранот. Добре дојдовте во најюжната порта во Македонија. Гевгелија е град на сонцето, идеално место човек да се забавува и да си ја проба коцкарската среќа. Казината, хотелите, рестораните, Кожув го претворија овој порано земјоделски крај во туристичка дестинација. Европската Унија е во непосредна близина на само неколку километри, колку се силни европските перспективи. Затоа ќе дебатираме во вечерашниот ЕУ Караван, во чии домаќин е општина Гевгелија, откако ќе го видиме портретот на градот што го подготви колегата Миле Ристевски. City gonna set my soul on fire. Got a whole lot of money that's ready to burn, so get those stakes up. Не стигнав до Лас Вегас, само до Гевгелија, која го има прекарот Лас Вегас, како асоциација на казината околу и во неа. Град на југот со медитерански мирис, кој моите соговорници го опишуваат како град на сонцето, гостопримството и задоволните. Има над 15.000 жители, нуди услови за работа и динамичен живот. Така барем ја опишува Гевгелија Ристо Атанасовски од Фондацијата за локален развој. Градот работи со стратегии за да се подобри стандардот на граѓаните. Се прашуваат и тие што им недостасува, но смета дека треба уште поголемо ангажирање на обичниот гевгеличанец. Развојот кој што го базира општината е насочен и условен од самите барања на граѓаните. Пред се тука мислам на инфраструктурните проекти кои што се приоритетни за развој на општината, меѓутоа и за условите на водење на бизнис, поради тоа што самата карактеристика или местоположбата на општина Гевгелија тоа го овозможува. Гевгелија има солиден број на проекти, реализирани преку европските фондови. Во општината велат дека се врвно подготвени за апликациите. Тоа што за нив е важно, за прекуграничната соработка, подготвен партнер и од другата страна. За промовирање на одржлив туризам, општината преку ИПА програмата вложила 173.000 евра. За заштита на културното наследство 145.000 евра, а за одржување на речните сливови 190.000 евра се употребени од ЕУ фондовите. Љупчо Алексов дојденец во Гевгелија. Се владее според преданието кој еднаш ќе ја посети Гевгелија, тука и ќе остане. Го прашав што му недостасува на градот. Ми одговори ги имам многу, но од културни настани никогаш доста. Гевгелија од времето важела за така град каде што најпрво доаѓала би рекол модата и културата од Европа, бидејќи близко е границата тука со соседна Грција. Меѓутоа сепак не е се идеално. Она што ни недостасува, да почнеме од ова каде што го снимаме сега, театарот кој што некаде во 2011 година, кога Гевгелија беше град на културата, беше отворен. Меѓутоа недостасува професионален драмски ансамбл. Последната изложба на 7 ноември имавме колективна изложба, традиционална, од 28-9, 17-16. Другите ги нема. Праша и некој, зошто не даваѓаш на изложба? Нема направено слика. Како може тие на година не си направил слика? Можеби на Гевгелија недостасува агресивен пристап за промоција на туризмот од секаков вид. Локалитетот Вардарски рит е раритет. Се уште се истражува, а досега познато е дека овде се живеело во текот на повеќе од 1000 години, од крајот на бронзеното време
до доаѓањето на римјаните во вториот век пред нашата ера. Во современието пак, Гевгелија е посетувана поради казината кој пленат со грандиозноста. Посакав да влезам во азата на тутунот, но домаќините рекоа не смее да ги вознемириме гостите. Како и секаде во светот и во казината во македонскиот Лас Вегас, пушењето е дозволено. Во месецот на машкото здравје, јас јавно ја поддржувам кампањата за одвикнување од пушење. Гевгелија продолжува да се развива и да расте. Се вложува во се, но останува впечатокот дека освен казино туризмот, градот треба поагресивно да работи на останатите форми. Котлината изобилува со можности. Гости во вечерашниот ЕУ Караван се бизнисменот Виктор Петков, градоначалникот Иван Франгов и музичарот Илија Танасов. Господа, добре дојдовте на подиумот на ЕУ Караванот низ Македонија. Добре дојдовме. Градоначалник, што е најевропски, а што е најмалку европски во Гевгелија? Па во Гевгелија се е европски. Нема најмалку европски, може само да кажеме што е повеќе европски. Ако спомнам дека во Македонија од 5 хотели со 5 звезди, кои што се категоризирани, 3 се во Гевгелија. Сам доволно кажува со тоа. Производите кои што се произведуваат во Гевгелија се сите со исто стандарди, значи се е по европски стандарди и затоа сме препознатливи на пазарите, затоа што се што излегува од Гевгелија е квалитетно. А Танасов се ли е европски во Гевгелија? Па, јас би можел од планот на културата да зборувам и можам да кажам дека ние како институција и културните институции во Гевгелија веќе се одамна на европско ниво, односно ги подржуваат европските стандарди. Редовно се учествуваме на европските манифестации, фестивали. Така да мислам дека од аспект на почитување, негување на културата, квалитетите се тука, потребна е нивна промоција, потребна е нивна поддршка и се разбира актуализација и потврда на сите тие вредности. Петко, вие сте бизнисмен, собственик на фабриката Випро, позната по тоа што ја пакува традиционалната македонска зимница во европска амбалажа и со европски квалитет. Да, така проше. Пионири бевме во тоа. Како е во вашиот бизнис? Дали е се на европско ниво? Па, бидејќи Випро е во основа извозна компанија и 75% ние извозуваме, сакале нејќеле мораме да бидеме во меѓународна компетиција. Штом сме во меѓународна компетиција, мора да бидеме со тие стандарди европски, и атлантско-европски, така да може би меѓу првите што го сеќаме добриот дел на учество во тие стандарди и тешкиот дел, затоа што да се пробиете во такви рамки, ја го споредувам као да сте у Суперлига. Затоа што најдобрите од оваа гранка од Македонија, најдобрите од Грција, најдобрите од Бугарија, најдобрите од Србија, најдобрите од Румунија, заедно ќе одеме на германски пазар, ќе одеме на амерички пазар. Само кој дава најмногу говори? Тоа е најинтересно, не остануваме ние празни, така да што викат имаш една стара, вика био и турци, био и срби, био и македонци, така да сите мислам дека имаме добар исчекор. Самиот факт што успеавме од непостојање, ние сме стартап компанија, од стартување па до влегување со такви гиганти како што се, да кажем, од поранешни југословенски простори, Подравка, Ета Камник, српски фирми, да успееме и да се пласираме, значи баги сме вложили и сме компетитивни, тоа е многу битно. Колку во тоа ви помогнала Европската Унија, ќе разговараме подоцна, да видиме колку овие првични оценки на вечерашните учесници се објективни од анкетата на гевгеличани во која ги прашавме колку се чувствуваат европски во својот роден град и што очекуваат од членството на Македонија во Европската Унија. Колку Гевгелија наликува на европските градови? Просечно. Не сум бил во Европа, не знам. Иначе, добро е. Добро, за мене е добро. Пролаз, патуваат патници, доаѓаат, заменуваат, имаме доста туристи. Па приближно тука некаде, со оглед на тоа дека сме до границата на Европската Унија. Може така да се каже. 80% наликува. Да. Добар град, мирен град, нема чуст народ,
Грци не доаѓаат многу често, се на југу. Полека прераснав во модерен и европски град. Што и недостасува на Гевгелија според вас? Па што недостасува цела Македонија, тоа недостасува и за Македонија, и за Гевгелија. Ноќен живот. Многу работа, сите работат. Значи треба повеќе слободно време. Вработување за младите. Ништо друго. Треба да биде поголем мац, почист, пораширени улици, не така. Кои се вашите очекувања доколку Македонија утре стане членка на Европското семејство? Може да ти биде подобро. Па за младите. За нас е завршена работа. Али па се радуваме и ние. По-слободно движење ни светот и така. Па мислам за краток период нема да има некои подобрувања. За подолг период може би има. Па како за сите и за мене? Многу јасно дека е многу подобро во Европска унија. Ќе не биде се отворено. Од анкетава што ја слушнавме, накусо заклучокот би бил дека европејците побрзо и помасовно доаѓаат во Гевгелија, отколку што гевгеличани стануваат европејци. Ако е така, Атанасов, зошто? Ако се согласувате со мојата оценка. Па, јас сметам дека ова Европа Гевгелија би требало да биде двонасочна, взаемна соработка. Не може да биде само европски, туку би било гевгелијско европски. Затоа што ако постојано се разговара за европска или европска Македонија, европска Гевгелија, и при тоа забораваме на еден факт дека всушност таа заедница би требало да биде размена на култури. Во никој случај не би требало едната култура да биде запоставена на сметка на другата. Со други зборови, ако треба се приклучиме кон Европска унија, тоа не значи дека требало да се откажеме од своите културни вредности кои ги поседуваме. Нас не треба само една потврда на тие културни вредности, заради тоа што тие веќе постојат географски, историски и духовно. Ние одамна припаѓаме во Европа. Надворешно и административно ни треба едно видливо всушност заедништво со Европска унија. Така да дали попрво би дошле европејците, сигурно тоа е факт веќе, заради тоа што условите кај нив од веќе познати причини се разбира дека е поизводливо. За нас е малку потешко токму од фактот што од се уште го немаме тоа видливо и административно, реално заедништво со Европска унија. Или ако зборуваме со јазикот на Випро, да продолжиме да го правиме, да го произведуваме македонскиот ајвар, но тоа да го правиме на европски начин, да го пакуваме во европска амбалажа и со помалку масло, веројатно да го пржиме помалку за да биде поздрав. Би можел така. Така ли е, Петков? Па, видите, кај ајварот има малку заблуда во однос тоа да колку е користен, не е користен. Од една страна специјалистите зборат дека е баги користен и новиот тренд на храна во светот се враќа кон традиционалното јадење, така да не е тако, не едно време се обвинуваше демек ајварот не е здрава храна, нема у него витамини, нема ова, па никој не ни бара витамини од ајвар, затоа има милион други компоненти, има растителни влакна, има минерали, има други работи, така да во светски рамки новиот тренд е кон таа храна традиционална. Да, рековте дека најмногу од производството извезувате, на кои пазари најмногу го пласирате? Ви произвезува некаде околу 17 држави ние светски, кои во најразвиените, можеби затоа во таа компетиција успеваме да научиме доста од тие пазари. Значи од европските пазари, поранешните југословенски пазари, Енглеска, Америка, Канада, Нов Зеланд и Австралија. Значи секаде кај што постои поголема емиграција од поранешниот Балкански полуостров, значи не само Македонија, него цела Југоисточна Европа, ние сме присутни и покушаваме да им го вратиме тоа што тие го нема таму, а тоа е традиционалната кујна од овие подрачја и мислам дека во тоа успеваме. Франгов, кои се најчести европејци во Гевгелија, освен бугарите и грците како непосредни соседи и најчести гости во казината, хотелите и во овој крај општо, кои други се најмасовни? Па, веќе традиционално грците се тука присутни, како и дневни туристи и подолго време што задржуваат. Бугарите исто. Од бившите ју простори, како купувачи или деловни партнери се исто присутни и словенците и хрватите како партнери. Западна Европа исто присутна, зависи кој со кого соработува и се повеќе се пројавува интересот за Гевгелија, за технолошко-индустријската развојна зона, но и за други капацитети кои што може да се изградат во иднина во Гевгелија, се пројавува интерес и од западноевропските земји. Видовме во претходниот прилог дека имате неколку стотици
илјади евра искористени како општина од европските фондови за развој на градот и на општината. Како ви е генерално оценката за соработката со Европската унија и со искористеноста на фондовите што ни стојат на располагање? Значи, тие повеќе оваа година од 4 проекти се некаде над милион евра од проектите кои што ги реализираме. Значи, во теке изградбата на едукативно рекреативна патека на Вардарски рид, кој што се гради. Исто така заврши проектот за одведување на атмосферски води во Негорци, реконструкција на Пионерскиот дом, проект кој е со Република Бугарија, со партнер од Република Бугарија. Еве сега ни следи потпишување на уште еден договор за атмосферски води за одведување во Гевгелија од каналот Раул. Значи, тие се 4 проекти кои што имат вредност над милион евра. Исто и Фондацијата за локален економски развој има проект од 200.000 евра. Општата болница во Гевгелија околу 400.000 евра има проект за реконструкција на болницата. Значи, може би ќе кажат, не е лесно да се дојде до тие средства, но спремни се тимовите. Ако е многу лесно, нема да биде неинтересно, нели? Во секој случај, нашите тимови во општинската администрација и во Фондацијата за локален развој се спремни и до сега не се случило да учествуваме на повик за проекти за прекогранична соработка да не добиеме. Имате ли можеби предност како општина која се наоѓа во непосредна близина со границата, па веројатно на тие проекти за прекогранична соработка можеби заедно во партнерство со општини од Грција, дали имате предност при добивањето на европски? Мислам дека предноста не е само во близината. Битно е да се најде и реален партнер кој што исто така ќе котира со добар проект, но мислам дека пред се е изработката и квалитетот на проект. Колку заеднички проекти имате со општина од Грција? Сега имаме 2 проекти со Република Грција и 2 проекти со Република Бугарија. Со Република Бугарија се со градовите Разлог и Банско, со Република Грција со поранешна општина Поликастро, сегашна Пеонија, со Пела, со Кукуш имаме соработка со Стопанската комора од Кукуш, со Терми, општина кај Солун. Че соработуваме со повеќе општини и проектите се тука видливи и се реализираат. И овој последниот проект што го спомнав за одведување на атмосферски води од Гевгелија, проектот околу 350.000 евра, при последниот повик беше највисоко рангиран. Од 16 проекти кои што се одобрија, нашиот проект е најдобро рангиран, значи претежно е да биде квалитетен, издржан, добар проект и да имате добар партнер од соседната земја. Петко, градоначалникот звучи многу задоволен од соработката со Европската унија и искористеноста на европските фондови. Какво е вашето искуство како компанија? Дали и вие го делите впечатокот дека на европејците лесно може да им се земе пари ако се понуди добар проект? Ја мислам дека не кажа градоначалник дека лесно се земат парите, али во случајот и кај нас имаше баги фондации со многу помале средства него во рамки на општините, кои ви исто така ги искористи толку колку што можеше. Последни од тие средства кои што сега исто така се на располагање се ИПАРТ. И ако ИПАРТ имаше турбуленции, во првобитните замисли беше многу поедноставно за аплицирање и администрирање. Понатамошната постапка се услужни, дали поради тоа што ние сме многу снаодливи и ставите у наводници, па некои работи се заострија, така да сега тоа многу е потешко. И можем да кажем дека нивните пари не се ни лески, ни тешки, него се едноставно рационални. Они одат, ако имате можност за оптимално користење, може да ги добиете, нема ни лесно, ни тешко, едноставно само рационално и оптимално. Атанасо, вие сте по струка музичар, ако ги компарирате работите во вашата дејност, колку се нештата слични и различни кога станува збор за Македонија и за Европа? Сметам дека да се биде музичар во Европа или во Македонија од стручен или професионален аспект не би требало и не треба да има разлики, затоа што музичарот живее со своите креации, со својот музички свет и во Европа и во Македонија. Тука не би требало да има разлика. Единствена разлика се разбира во моментот на некаква институционална потврда на сето тоа и промоција. И често се зборува за квалитетот на македонската култура со квалитетот на европската култура. Сметам дека воопшто сите знаеме дека не заобстанува македонската култура зад европската, дури не би требало да има таква некаква поделба. Така единствена работа што во Европа можеби е предност, ако е тоа предност, е тоа што постои силен интерес за институционализирање на вредности кои ги штитат тие културни добра.
со други зборови, таму постои пропишани закони со кои се штитат институциите кои делуваат и ја негуваат културата. Кај нас тоа е се уште во развој. Се разбира, оди малку побрзо, секогаш може и побрзо, но ние засега сме задоволни, заради тоа што се чувствува таа блискост во комуникациите со културата, но се уште сме, се разбира, Во анкетата и во прилогот што ги видовме, слушнавме, дел од коментарите беа дека има доволно културни настани во Гевгелија, но никогаш доста, дека можеби недостасува нешто плюс на тоа поле, некому му недостигаше ноќен живот, некому вработување за младите. Градоначалник Атанасов, што правите на тој план? Повеќе културни настани и повеќе вработување за младите? Ке почнам провести. Значи, во делот на вработувањето на младите како основа една за локалниот економски развој, се впуштивме во една кампања за урбанизација. Значи, секој буквално 5 места околу Гевгелија и во градот да се урбанизира. Значи, имаме зад нас веќе околу 40 урбанистички плана донесени, 30 се во процедура. Се со цел да може да им излеземе во пресрет на инвеститорите, на стопанствениците, без разлика дали се домашни или странски, за да можат да го донесат, да го инвестират својот капитал и да отворат реални работни места. Единствено во тие дејности, во производство, во услугите, во туризмот се реалните работни места кои што треба да се отвараат, затоа што никој инвеститор нема да дојде да ви инвестира пари во нива, ако нема да извади одобрение за градба и да може да овозможи минимум инфраструктура за тој негов проект да профункционира. Во тој дел се впуштиме доста, значи се нудат, се спрема уште една индустријска зона, скоро продававме уште една парцела на покрај граничен премиј во градот. Кај Прдејци тука, на 10 Кај Прдејци и до неја, кај Прдејци технолошко-индустријската развојна зона е веќе урбанизирана. Мислам, веќе и почеток има на инвестиции во внатрешната инфраструктура, која што ја инвестира владата. Таму се очекуваат веќе конечно и да влезат инвеститори, фирми кои што ќе изградат своји капацитети во оваа технолошка зона. Во непосредна нејзина близина на некаде 2 километри ние урбанизираме како општина уште 90 хектари за стопанска зона. Исто така и од другата страна на автопатот во потекот кај Прдејци урбанизиравме еден дел, се донесоа и локални урбанистички плански документации, се до изгради инфраструктурата во стопанската зона Блокотехна. Еве сега спремаме и комплетна изградба на инфраструктурата на граничен премиј Богородица, за да им овозможиме лесна комуникација на сите овие капацитети кои што ќе се градат, нови хотели и трговски центри, се со цел да можеме да овозможиме работно место плюс за граѓаните на Гевгелија и пошироко. Почитувани гледачи, ве поканувам да се вклучите и вие во вечерашната емисија, да ни се обратите преку нашиот профил на Facebook ЕУ Караван низ Македонија, да поставите прашање или коментар за некој од вечерашните учесници во емисијата. А со нас овде во хотелот Аполонија во центарот на Гевгелија се и група млади гевгеличани на кои ќе им дадеме збор да постават прашање до некој од вечерашните учесници. Ве молам, представете се и поставете прашање. Моето име е Џундева Лепа, новинар во локалната телевизија Нова. Ме интересира. Знаеме дека Европа подразбира категоризирање на сместувачките капацитети. Колку хотелски звездички имаме ние во Гевгелија и се планира ли градба на нови капацитети? Во моментот во Гевгелија од трите хотели што се голема Аполонија, кај што сме сега, хотелот Фламинго и хотелот Принцес со бренд Рамада за хотелски одел, се хотели со 5 звездици. И можам слободно да кажем од тоа што имам како информација од 5 хотели во Македонија со високи 5 звездици рангирани, трите се во Гевгелија, што е голема реклама за Гевгелија. Во следниот период очекуваме градба на уште хотели. Еве пред скоро време се проведе уште една локација на граничниот премин за изградба на хотел. Имаме уште 3 одобренија за градба за изградба на нови хотели исто во овој потек. Очекуваме реактивирање и на проектот Тувка кај Смоквица за спа центри изградба. Значи, во делот на туризмот очекуваме уште градба на нови капацитети, што очекуваме да се понуди и друга содржина, не само од аспект на казино туризмот, туку спа туризмот, спортскиот туризам и изградба на нови капацитети. Благодарам. Јас би се надоврзал на прашањето на колешката.
спомнавте дека 3 од 5 хотели со 5 звездички се во Гевгелија. Јас би додал дека веројатно и Гевгелија има и најмногу казина по глава на жител во Македонија. Ви годи ли споредбата со американскиот Лас Вегас или повеќе со европско Монте Карло? Па и со едното и со другото. Не одговара споредбата, убаво е да ве споредувате со Лас Вегас и со Монте Карло. И добро е што веќе се дигнати стандардите, веќе, значи, после овие капацитети кои што се изградени, секој нов капацитет кој што ќе се изгради треба бар да го има минимумот кој што го имаат овие капацитети и треба да оди понатаму. Верувам дека во скоро време ќе се изградат нови капацитети и на ски центарот Кожув. Ќе спомнам, не очекува од следната година почеток на изградба на конска брана. Ете, ќе имаме можности за развивање на езерски туризам и во овој дел, затоа што не се работи за мала акумулација, некаде околу 25 милиони кубни метри вода ќе има. И тука планираме во следен период и да урбанизираме комплетна туристичка населба во овој дел. Јас би додал тука дека освен казината и ски центарот Кожув, Гевгелија има да понуди уште многу нешта на туристичките сладокусци. Пред се, може би, пошироката публика не знае, Гевгелија има и термални извори, а колешката Сунчица Николовска дзирна во едно од гевгелиските казина и го пренесува впечатокот оттаму и открива што се друго содржи Гевгелија во својата туристичка понуда. Македонскиот Монте Карло полека гради имидж на препознатлива туристичка европска дестинација. Порано важеше за земјоделски крај, но со отварањето на казината и елитните хотели доби нова димензија. Првиот хотел со казино во Гевгелија бил отворен во 1987 година. Иако многумина го сметале за порок, денес оваа дејност важи за сериозен и профитабилен бизнис. Гевгелиските казина произведоа стотици нови работни места и го променија ликот на Јужна Македонија. Петте звезди кои го красат хотел казиното Принцес го прават еден од најпосетените во земјава. Казиното е 4000 квадратни метра, това е најголямото казино в веригата Принцес. Имаме казина в повече од 16 држави. Хотелът е со 138 соби. Од международна верига Рамада Плаза. Преди 2 години добихме награда за најдобрија хотел на Европа и Мидел Ист. Полагаме усилия да поддржаме меѓународен стандард. Автомати, маси за рулет, посебни соби за покер, вистински казино рај. За ваков луксус се потребни пари, но и среќа. Тука е најредовни гости се грците, а туристи со полни џебови има и од Турција и од западноевропските земји. Најмногу посетители во гевгелиските казина се очекуваат за новогодишните празници. Тогаш, освен коцкарските столчиња, резервирани се и хотелските соби. Казиното е атрактивно главно за грцки пазар, за турски пазар. По-малку за българи, но имаме гости од цяла Европа. Гевгелија има туристичка перспектива. Казината, ски центарот на Кожув и термалните извори солидно се вклопуваат во туристичката агенда. Градот располага со околу 1200 легла. Ако се има предвид бројот на жители и бројот на хотели и ресторани, излегува дека во Гевгелија има богата угостителска понуда. Нивното обстојување е одржливо и профитабилно најмногу поради бројните грчки гости и транзитните туристи. Европската порта на Македонија представува значајна транзитна крстосница. Годишно низ коридорот 10 минуваат над 4 милиони патници. Зголемениот проток на луѓе придонесе во Гевгелија и околината да се подигнат неколку хотелски капацитети, а економските зони на југот на Македонија стануваат се поатрактивни за домашните и за странските инвеститори. Гевгелија ги отвора вратите за инвеститорите, се урбанизираат нови простори, се нудат атрактивни локации. Заинтересирани има и за казино бизнисот, но и за изградба на индустријски капацитети. Почетната цена е ниска, зависно од која намена, која што потоа преку јавното надавање, зависно од интересот за земјиштето, се достигнува некоја реална цена. Исто така, значи во инвестирањето што е во индустријски капацитети, хотелски капацитети, ставката за комунално уредување на градежно земјиште е доста ниска, значи од она реалната цена е симната на 5%, така да тие се некои поволности за привлекување на странски инвеститори, кои што полека влегуваат со флот. Тука во развој и здравствениот туризам, добро им оди на стоматолозите.
Овој грчки државјанин не крие дека дошол во Гевгелија да ги поправи забите. На Гевгелија идеме од Грција за жаби. Ето. Невработеноста во Гевгелија се движи околу 20%. Многу е помала во однос на државниот просек. Неодамна и турските бизнисмени покажа интерес за инвестиции во технолошко-индустријската развојна зона. Најави има и за вложување на познати светски хотелски брендови. Гевгелија го живее европскиот сон и чека тој да стане јаве. Да, освен казина и забен туризам, така го нарече колешката Сунчица Николовска тоа во својот прилог, идејќи наваму видов дека во Гевгелија стоматолозите ги рекламираат своите услуги на грчки јазик. Научија ли младите гевгеличани грчки? Како оди јазикот овде во овој град близко до границата? Нормално, каде што има многу комуникација нели со соседите, нормално да се научи во голема мерка и нивниот јазик. Значи, има организирано курсеви, го учат младите исто. Како што приметивте од прилогот, и грците научиле некој збор македонски плюс, и тоа е нормално. Таа близина да си ги научиме јазиците ние нивниот, нашиот, за да може полесно да се комуницира. Во прилогот беа спомнати и термалните извори како природен капацитет на овој крај. Би можеле ли да следите некој пример од европските градови кои слични по големина, форма и географска положба на Гевгелија ги искористиле природните потенцијали и станале познати бањски центри? Има ли таква перспектива Гевгелија? Јас имав прилика пред некоја година на студиско патување да престојувам во Словенија. Кај нив максимално се искористени овие термални води, потенцијалите за развој на спа туризмот. Наши бизнисмени од Гевгелија имаа веќе договорени некои аранжмани за да може да влезе тука барем ноу-хау од овие центри, од Терме Олимија. Поради кризата во Словенија тоа малку се пролонгира, но верувам дека сега во скоро време ќе се активираат овие проекти. Повторно, значи имаме како капацитет, ги имаме негорските бањи, но тука престојува и од самите собственици дека планираат да го реновираат, да изградат нови капацитети, за да може да дојде баш како спа центар, квалитетен овој капацитет. Исто така проектот, како што го спомнав, веќе има донесен урбанистички план за спа центар изградба кај Смоквица, зашто тука има изобилство на термални води и тоа со температури од 40 до над 70 степени, кои што може да се искористат и за бањско лекување и за спа центри. Мислам дека овие потенцијали ќе ги искористиме. Скоро имавме посета и од израелски бизнисмени во Гевгелија и околината на Гевгелиско, и тие се исто заинтересирани за изградба на спа центри, за искористување на овие потенцијали. И штом се слушнало надалеку, знаат веќе за квалитетите и странците, за квалитетите на водите кои што ги имаме тука на располагање. На нашиот Facebook профил веќе почна да стигнуваат прашања и коментари, но пред да одиме таму, повторно се враќаме кај публиката. Почитувани гевгеличани, микрофонот е повторно ваш, повелете. Еве, градоначалниче, јас сум Илија Манолов, сакам малку да се префрлиме на спортот, може ли? Наш најуспешен репрезент на тоа поле е кошаркарскиот клуб Кошов, кој последните 2-3 сезони направи голем пробив во самиот врв на македонската кошарка. Сега оваа сезона прави малку падни стани, им прередува и лути рани на навивачите, ама и тоа е дел од спортот, ќе помине. Мене ме интересира, предпоставувам и нив, кога Кожов ќе прави парче не само на македонските, туку и на европските спортски терени. Па сега падни стани може би на домашен терен во ова кола, ама на меѓународен терен во бивал лигата е само стани. Значи нема Кожов изгубено надпревар на меѓународен план во бивал лигата. Добро, господинот сакаше да каже кога ќе може рамо до рамо со МЗТ Скопје и работнички да се носи. Нели? Добро. Јас верувам дека скоро и ќе се носиме и дека на кошаркарскиот клуб Кожов од Гевгелија му доаѓа и шампионски период. Тоа со сигурност мислам дека можеме да го очекуваме во следниот период, но не само тоа, тука и надпреваруваме во АБА лигата. Тие ни се плановите за кошаркарскиот клуб и верувам дека ќе стасаме и до таму. Веќе има некои планови, носиме нови урбанистички планови за изградба
за обезбедување простор за изградба на нова спортска сала со можен капацитет од над 3000 гледачи, за да можеме да едноставно да бидеме присутни. Тука се за поздравување и сите други спортски клубови од Гевгелија, кои што едноставно се завлекува во спортот да го подигнат духот на младите, за се повеќе млади луѓе да ни бидат присутни по спортските сали и да спортуваат, што е еден квалитет плюс за животот на младите во Гевгелија. Што ви недостига повеќе талентирани спортисти или спортски објекти тие таленти да тренираат? Па ќе ни недостигаат сигурно спортски објекти, затоа што со промоцијата на Гевгелија и на кошаркарскиот клуб Кожов, веќе се знаете тоа кога ќе тргне возот, сите сакаат да се качат на возот и да се угледат на некој кој што носи резултати. И веќе нема слободен кош буквално во градот. Дали е тоа на отворено или во спортска сала, не може да најдете термин слободен. Значи, ни фајлат, ни недостасуваат едноставно спортски објекти, а таму да ги видим и талентите спортски кои што ги имаме. Ако дојде некој од нашите скопски кошаркарски клубови овде да играат во финале за Македонска лига, рековте што ќе стремите кон врвот на Македонската кошаркарска лига, каде ќе играат? Има ли каде да се одиграат? Во спортската сала во Гевгелија има каде да се играат, реконструирана, реновирана спортска сала, капацитетот е околу 1600 гледачи, има каде да се играе и верувајте дека во Гевгелија публиката е покултурна од многу други места. Европски? Европска публика, да. Повелете со следното прашање од публика. Јас сум Зорица Петрова, професор по македонски јазик. Би сакала да го прашам градоначалникот Гевгелија е позната како македонски Лас Вегас. Значи, привлекуваме туристи. Меѓутоа, како би привлекле поголем број туристи и дали Гевгелија воопшто некаде се рекламира како туристичка дестинација? Значи, на порталот My Destination веќе Гевгелија е присутна, ако земеме да излеземе малку од рамките на Гевгелија. Многу од самите туристички капацитети, самите собственици на објектите, на туристичките потенцијали, вложуваат многу во реклама. Ако земете во соседна Грција, казината имат огромна реклама, но интересно е што не доаѓаат само луѓе кои што се заинтересирани за коцката, затоа што тука не е табу во Гевгелија коцката, казино туризмот. Луѓе доаѓаат за забава, не се професионални коцкари, туку доаѓаат за забава, но со тоа доаѓаат да ја посетите Гевгелија. И затоа ние мора во следниот период да се трудиме Гевгелија да биде што поубаво за тие туристи кои што ќе дојдат заради една работа, тука да останат и подолго време, да се понудат повеќе содржини, тие туристи да не ги испуштиме само за еден ден или за еден час да дојдат во казината, туку да останат, да оценат во капацитетите, нели со изградба и на спа центри и да ја понудиме другата нели комплетна понуда која што имаме, дали ќе биде тоа културен, археолошки, бански, ски туризам, вински туризам, гастротуризам. Сите надалеку знаат дека во Гевгелија сме и по гастрономијата и по виното добри и кој еднаш пробал, знае и пак да дојде тоа да го проба. Петков, имаат ли младите гевгеличани предприемачки дух, сен за бизнис, или и тие како просечниот млад македонец сакаат, преферираат работа под државна капа? Ја мислам дека во секоја држава и Македонија исто посебно имаат тако потенцијал младите, али прашање е колку тоа делното обкружување им го возможува, колку постои можност за такви стартап фирми или во постоечки фирми. Ја мислам дека од ова што го слушавме од градоначалникот Гевгелија има да гледате развиена економија, во таа развиена економија секој може да го најде своето место. Сега колку дали деловното обкружување ќе им го возможи тоа, мислам дека може. Новите законски институционални решенија се во прилог на таквата работа. Сами знаете дека Македонија воведе, гледаше се најниски такси, ондак можност за веднаш фирми и така натаму, али мислам дека тој ичекор не е доволно направен. Треба уште понатаму да се направи поголем ичекор институционален, за да тоа биде и реално. Со друга страна, тука е многу битна и администрацијата на општината, затоа што и администрацијата на општината мора да биде и кадровски, и материјално и во секој момент екипирана, а мислам дека ова сега постоечката не случајно има 2 мандата, затоа што направи еден исчекор, направи еден нов систем на работа кој што нема на некој да биде мајка, на некој макија, него важат принципите, законите и како тоа да функционира. Ако се најде поединецот во таа работа, а треба да се најде, да најде интерес
останува последно што системот на вредности уште во Македонија не е како што треба да биде. Повеќе бегаме се знаеме во државната работа, а не во приватната. Мислам дека тоа сега ќе ни предстои како задача на институциите да направат да бидат поатрактивни приватните занимања, затоа што знаеме дека главното запослување и тековното одржување на било кој град не е во јавната потрошувачка, него во производната потрошувачка, во вработување во фирмите и во предпријатията. Да, минути за нашите гледачи кои во емисијата ќе се вклучат преку социјалните мрежи. Одиме на нашиот Facebook профил да ги видиме прашањата. Зошто ниту еден диригент од Македонија не може да се пробија на европската сцена? Прашање за Атанасов, предпоставам. Прво треба да се расчисти тој поем. Што значи пробив на европска сцена? Второ, јас мислам дека повеќето диригентите кои во моментот работат со ансамбли, се сериозни ансамбли, веќе учествуваат на европска сцена. Сите од диригентите кои ги познавам со своите ансамбли учествуваат на меѓународни надпревари каде се секогаш на со солидни резултати, односно со први и втори места. Второ, повеќето од нас диригентите учествуваат и на мастер-класови и на жири комисиите во европските фестивалски, односно хорски фестивали. Така да, од тој аспект, мислам дека ако се зборува за пробив, односно конкурентност на европскиот културен пазар, немаме никаков проблем. Пак ќе се вратам на истиот проблем, е проблемот на оној обстој на тие, значи постојано присуство на тие манифестации е проблем на финанси и технички потребности кои ги има секој ансамбл и диригент, се разбира. Ке си дозволам јас на некој начин да се надоврзам на ова прашање. Зошто шундот, кичот полесно влегува на македонскиот пазар отколку во оние европски земји, или е тоа мој погрешен впечаток? Па не сум сигурен и би требало некоја пообемна анализа за тоа да се направи и да се донесе таков заклучок, затоа што кичот не е само производот на уметникот, туку сметам дека кичот е всушност духовна состојба на човекот или негова креација. Со други зборови, вие можете да бидете да изведувате и 9-та симфонија на Бетовен, тоа да биде во кич, односно да биде еве така да кажем лажна. Заради тоа што квалитетот, искреноста, длабочината на уметноста не секогаш зависи од спектаклот или начинот на рекламирање на тоа. И сега, гледајќи од тој аспект, не верувам дека се во Македонија примаме со безрезервно. Добро, малку филозофски прозвучевте во одговорот. Да, се извинувам. Јас сакам да бидам малку поедноставен. Еве, турбо фолкот, на пример, во музиката, многу полесно, односно е попопуларен во Македонија, отколку северно од Дунав, би реколете, во Европа натаму. Зошто е тоа? Јас немам таков впечаток, дека кај нас турбо фолкот е попопуларен. Имајќи ги предвид искуствата и вака комуникациите со колегите од Србија, па и Хрватска, сметам дека на турбо фолкот е туку речи национален признак на таа култура. Ја реков преку Дунав, северно од Дунав, затоа викам Европа, значи кога кажам Европа мислам на таа стара Европа, а не знам што се слуша еве овде во гевгелиските дискотеки и кафулиња, ноќни клубови навечер. Љубопитен сум да слушнам дали каков вид на музика се слуша. Па сега јас веќе одамна немам лично искуство што се слуша по тие дискотеки, не би можел да кажам, но сметам дека овака поставено генерализирано е прашањево и тешко е дека може да се одговори дека полесно го примаме ние кичот отколку во Европа. Затоа што пошироко сватено кичот во Европа го има. Може би повеќе отколку кај нас во Македонија. Како што видов едно од следните прашања на Facebook профилот за кој ќе немаме повеќе време е што ќе се смени во вашиот бизнис кога Македонија ќе стане членка во Европската унија. Јас тоа би го генерализирал во последното прашање за сите вас господа кои учествувате во вечерашната емисија, како ја замислувате Гевгелија, вашата општина по 10 години од денес. Повелете Петко, вие прв.
пак имаме далеку подобри предуслови, иначе да не мислиме дека мет и млеко има кога ќе дојде Европска унија, затоа што Европска унија баги закони ние веќе ги воведовме, така да и ние сега, поготово извозно ориентираните фирми работат по европски критериуми. Останува само деловното обкружување што ќе се подобри, што далеку ќе биде подобро за Випро, за да може не само да работи од домашни суровини, него да увезува и од било каде со нула царина, а сега тоа го не можеме. Значи сега имаме еден вид на полузатворена економија во нашиот дел, што значи ќе се отвори да можеме ние да правиме производи и да ги доработуваме, да правиме производи со повисока додадена вредност која ќе може да ги извезуваме во цела Европа. Во таква констелација Випро има многу предности затоа што ќе му се отвори еден пазар. Сега пример тој пазар е отворен формално, а фактички не, затоа што ја ако извезам треба да направам царина, треба да направам шпедиција, треба да направам фитопатолошка служба во Германија и така натаму. Во тој случај кога ќе влеземе ние во Европа, границите ќе бидат отворени. Ако сакаме ние да пратиме 3 палети роба во Германија, ќе можеме 3 палети да ги качиме во возилото да ги носиме. Тоа е голема предност и голем ичикор за нас. Значи тие две работи што ги кажав, слободни суровини, слободна трговија, голем пазар, истовремено е и предизвик, али истовремено и е голема придобивка. Кога ќе ги имате овие придобивки, можеби ќе почнете да произведувате и мет и млеко? Па, до мет и млеко, нашата бранша поблиско е до медот него до млекото, затоа што имаме преработки од овошје и зеленчук, а индиректно медот може да влезе за тоа што од друга страна го користат, ги оплодува растенијата со... Така, ви благодарам на одговорот. Франгов, Гевгелија 2024. Гевгелија со многу малку инфраструктурни проблеми, че со решени најголем број инфраструктурни проблеми, со многу нови капацитети, со многу нови работни места, со изградени објекти, со многу насмејани гевгеличани, задоволни од животот, со бруто домашен производ кој што е сега меѓу трите најдобри во Македонија, барем дуплиран, ако е сега 4103 евра, да биде барем над 8000 евро бруто домашен производ и со поголемо задоволство на граѓаните, севкупно. И со Кожев начело на табелата, нели? И со голема сала за да можете да ги надвикате нашите огнени момчиња од Скопје, навивачите на работнички на планираме за покрајот крок, не за 10 години. Атанасов? Јас се надевам дека за овој период, следејќи последниве збиднување, подобрувања, се надевам дека Гевгелија ќе добие институции од кои ги одговараат на потребите и жетта на граѓаните за уметноста. Сметајќи тука во прв ред театарските групи, се надевам на подобри услови за работа и на другите културно-уметнички институции, затоа што и таму фалат објекти и услови за работа. И се разбира подобри услови за конкурентност на европскиот пазар, затоа што сепак уметноста е духовниот идентитет на државата. Господа, ви благодарам за учеството во вечерашниот ЕУ Караван из Македонија. Почитувани гледачи, европејците се редовни и ќе стануваат се почести гости во Гевгелија. Општината се развива со мудро менаџирање на природните потенцијали, а границата до Европа, како што се приближува, станува се помалку видлива. Ви благодарам на вниманието и довеѓање идниот четврток од Скопската општина Бутал.